Tačno ke ja sakam, kosa ja svoja, skopi kaže mi. Во скопската населба Козле во рамки на општина Карпош наскоро ќе започне со работа нов центар за дневен престој на лица со попреченост, информираат надлежните. Станува збор за значаен социјален проект чија цел е унапредување на грижата и поддршката за оваа категорија граѓани. Центарот ќе нуди сеопфатни услуги, вклучувајќи стручна грижа, психосоцијална поддршка, како и активности насочени кон социјализација и развој на секојдневни животни вештини. Преку овие програми корисниците ќе имаат можност да поголема самостојност и активно вклучување во општеството. Реализацијата на проектот е резултат на заедничка соработка меѓу Здруженијето Неуроклиник, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Светска банка и локалната самоуправа. Ваквиот мултисекторски пристап се смета заклучен во развојот на одржливи социјални услуги. Објектот во кој ќе биде сместен центарот се наоѓа на улица Јурий Гагарин, број 60 и е целосно подготвен за ставање во функција. Во моментов во тек е административната постапка за лиценцирање, по чие завршување ќе биде објавен и официјалниот датум за отворање. Од општината потенцираат дека ваквите иницијативи се дел од пошироката стратегија за унапредување на социјалната заштита на локално ниво и создавање инклузивна заедница која ги препознава и поддржува потребите на граѓаните. Изградбата на новиот сквер пред спортската сала Расадник во општина Киселавода е во финална фаза, информираше градоначалничката Бети Стаменковска-Трајковска. Проектот опфаќа уредување на просторот на 4500 квадратни метри кој наскоро треба да прерасне во современо урбано катче за жителите. Според најавите, просторот пред спортската сала се трансформира преку поплочување со травертин, изградба на светлечка фонтана, поставување на нова урбана опрема како и современо осветлување. Дополнително во наредниот период се очекува хортикултурно уредување кое ќе го заокружи изгледот на целиот простор. Проектот се реализира со средства од владата во рамки на инвестициите за капитални проекти во општините. Паралелно се одвива и реконструкцијата на самата спортска сала во соработка со Министерството за спорт. Од локалната самоуправа посочуваат дека со овој зафат се создава нов функционален, естетски уреден јавен простор, наменет за одмор, рекреација и дружба на граѓаните. Со уредувањето на скверот и обновата на спортскиот објект се очекува значително подобрување на изгледот и функционалноста на целиот спортски комплекс во општина Киселавода. Првиот жител на општина Аеродром кој добил одобрение за градба со целосно ослободување од комунали е Гоце од населбата Долно Лисиче, информираше градоначалникот Дејан Митески. Како што посочи Митески, оваа мерка представува значајна поддршка за младите луѓе кои започнуваат со решавање на своето стамбено прашање. Одлуката била донесена од Советот на општината на првата седница со цел да се поттикне изградбата и останувањето на младите во општината. Според новите правила, сите млади лица до 35 години кои градат, доградуваат или надградуваат објекти ќе бидат целосно ослободени од плаќање комунали во делот што се однесува на општината. Мерката, како што нагласуваат од локалната самоуправа, има за цел да обезбеди конкретна финансиска улеснителна поддршка и да создаде подобри услови за младите семејства. Градоначалникот Митески оцени дека ова не е само административна процедура, туку силна порака дека младите се приоритет и двигател на развојот на заедницата. Тој упати честитки до првиот корисник на мерката, како и до сите млади кои се одлучуваат да инвестираат и да ја градат својата иднина во општината. Од општина Аеродром очекуваат мерката да придонесе за зголемен интерес за градба, како и за задржување на младото население во оваа скопска општина. Градоначалникот на општина Центар, Горан Герасимовски, оствари средба со представници на Здруженијето на пензионери, на која се разговарало за тековните и идни проекти, како и за поголемо вклучување на повозрастните граѓани во општинските активности. На состанокот е упатен повик до пензионерите да се приклучат на бесплатните здравствени прегледи и консултации со специјалисти, кои ќе се одржат в понеделник во Младинскиот центар Матично, по повод одбележувањето на Светскиот ден на здравието. Целта на оваа иницијатива е навремена превенција и подигнување на свеста за значењето на здравието.
Во фокусот на средбата беше и едукативниот проект за повторно воведување на предметот домаќинство, реализиран во соработка со пензионерите. Преку оваа иницијатива учениците од 7 одделение стекнуваат практични вештини како што се шиење, кроење, плетење, везење, подготовка на здрави оброци и креативни активности, како сликање и дизајн. Од општината најавуваат и нови активности во текот на мај, меѓу кои настанот Носталгија за Корзо, кој ќе вклучува прошетки, дружба и игранка на отворено, како и екскурзии и спортски игри наменети за пензионерите. Со овие иницијативи општина Центар има за цел да поттикне активен и квалитетен живот кај повозрастните сограѓани, како и да ја зајакне меѓугенерацијската соработка и размена на искуства во заедницата. Во организација на Сојузот на спортови на Скопје в недела на 5 април ќе се одржи улична трка со почеток во 10 часот, информираат од Министерството за внатрешни работи. Трасата на движење ќе започне од булеварот Илинден кај фонтаната Лотус, каде што ќе биде и стартот и целта на трката. Учесниците ќе се движат по булеварот Илинден до крстосницата со булеварот 8 септември, каде ќе направат полукружно вртење и ќе се вратат назад кон почетната точка. Поради одржувањето на настанот од Министерството за внатрешни работи најавуваат воведување на посебен режим на сообраќај. Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за регулирање и пренасочување на возилата по околните улици. Надлежните апелираат до граѓаните да ги почитуваат упатствата и наредбите на полициските службеници со цел непречено и безбедно одвивање на трката. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.